на пеналот? Поред видување на главниот судија Игор Стојчевски, голманот на Шкендија. Голманот на Шкендија направи поместување. Истрача чекор напред на гол линијата и заради судијата Стојчевски го виде тоа и сосема навреме, без двумење го поништи ударот од 11 метри. Ќе се види на камерата, ама јас не можам да... Амзи голманот на Шкендија направи чекор пред Закарик да визува. Закарик на повтората фудбална пенал издржа не спомене. Ајде, кол Марадона дига за никој пичка бака. Бургутов, само што се израдувавме 1-1, ева го повторно 1-2 за Шкендија. Чист гол, меѓутоа несмаслост на одбраната на Вардар. Топката се врти во 60 во 2-3 минути. Нема маш кој ќе ја избие, кој ќе ја изнесе. Како физички повеќе да се фудбалерите на Шкендија. Вардар Шкендија, прво пролетно коло, 1:2, се игра продолжението. Динамичен, возбудлив надпревар, се игра судиското продолжување одредено од главниот судија Игор Стојчевски. Може ли да се каже, Дргутов, дека без разлика дали ќе остане ова конечен резултат 1-2 и нема веќе време, значи пораз на Вардар, може ли да се каже дека денеска гледавме еден нов Вардар? Во секој случај, избраниците на тренерот Гоце Седловски и ова што го видовме од, да кажам, новиот костур, новиот апсолутно ростер на фудбалскиот клуб Вардар, не може да има некое незадоволство. Имаше борба, имаше трчање, имаше залагање, имаше игра. Може би изостана она завршница во писот на нападот, каде што изостана барем тој просичен број на удари кон противничкиот гол или она завршница. И за жал, како и да се земе, ќе беше пореално да се поделеа бодовите против една силна Шкендија која и на овој надпревар на оваа скопска трева покажа зошто е меѓу најсериозните аспиранти за титулата. Вардар се бореше, играше и еве се уште игра, се уште настојува да почекаме до последниот судеж на судијата Стојчевски. Центар шут, добар центар шут. Удар со глава покрај дирекот. И ова беше изгледна шанса за нешто повеќе за тие 2:2. Очекувани на оваа публика, на овие гледачи кои доста добро, за разлика од есенскиот дел, ги потполнија седиштата на јужна трибина, по слободна проценка можеби 3000. И
1500 комити на запад. Види, многу нови играчи, многу нови имиња во Вардар, а може би треба и малку да легне сето тоа. Убаво ќе беше да извлечеше Вардар барем бод. Да не е Вардар во таква ситуација да ги брка бодовите, да му гори под нозите, ова е веќе нешто друго. Би зборувале за перспектива на Вардар и за еден добар пролетен дел и резултатски низ настапите. Да проследиме ова акција на гостите Шкендија, нема ништо, судијата Стојчевски покажува гола оттечат последните минути. Дали имаш чувство дека некако во одбрана можеби требаше пона време да се направи, посебно за вториот гол, да се направи прекин, дека тука недостасува нешто? Да, мала недостасува таа агресивност, таа да речем фудбалска нечистотија во играта кога противникот мора да се сопре, некогаш и со казна жол картон, меѓутоа да се спречи гол. Вториот гол Вардар го прими откако топката се шеташе скоро една минута и пол некаде во 16-тикот на работ на 16-тикот на Вардар. Иако можеме да забележиме дека денеска публиката веќе се заминува, можеме да забележиме денеска дека нов голман, значи не е веќе Гачевски на голот. Да. Имаме Вардарово дете и тоа. Давор Талевски е на голот. Да, солидна партија. Не може да се најде забелешка ниту на голманот, ниту на одбраната. Зборувам да изостане тој апсолутно критички тон. Шкендија покажа дека знае да игра. Има Бесарт Ибраими, капитенот на Шкендија, еден од асовите на македонскиот пробовишки фудбал. Они уште не се даваат, значи без разлика што не е свирено крај, они напаѓаат за уште еден гол. Да, и Фабриције Тамба, број 29, кога сега го гледав во акција, можеби е клучот на успехот на Шкендија. Влезе во 46-та минута, го одигра второто полувреме, апсолутно добро по оваа десна страна од јужната трибина, да кажеме. Добро. Токму тој Тамба беше истрелец на вториот гол за Шкендија, кога реков топката се шеташе пред голот на Вардар. Помина меѓу нозите на голманот на Вардар. Талевски. И искрено како едно резиме и она што Седловски можеби се обиде со облигувањето на Дианеси некаде последните 20 минути влезе во игра. Вардар имаше можеби шансата на надпреварот кога погоди пречка на резултат 0:0 по еден слободен удар на фрлување на Закарик. Букет од играчи, топката заврши благо под пречката, се стркала околу гол линијата, не сакаше да влезе. Ги пробуваат вардарци, не се откажуваат уште, иако тоа е добро. Да се игра за последниот свиреш. Последниот свиреш, само што во крајот. Ќе остане ли чувството малку горчина затоа што не се направи нешто повеќе, но чувството дека ова е навистина еден некој нов Вардар, дека треба да се даде поддршка и време и дека малку да се уиграат, иако нема време, значи секој надпревар е важен, секој бод е важен. Тоа е тоа што му дека нешто оди малку на позитива кога играта опрашани. Така е, не може тоа да се избегне од тој податок. Вардар есеноска бевме сведоци на истото овие седиште, на истото тоа треба. Беше прегазен од, сега да не ги редам, тие црни денови порази. Денеска не беше воопшто надигран, да кажем, од Шкендија, уште помалку прегазен, што не може пак да се каже дека ова победа на гостите од Тетово сепак не е заслужена. Така е заслужено, така. Два чисти голови, еден пенал оправдано досуден за Вардар, два пати изведен. Тука бодот беше на прагот да се освои, тој е многу значаен бод за Вардар. Крајниот резултат останува 1:2, да ги кажеме стрелците, Бесарт Ибраими 0:1, Захарик од второто изведување на ударот од белата точка, оправдано поништено првото изведување кога голманот на Шкендија Астрид Амзи се помести од гол линијата, судијата Стојчевски го повтори ударот, а Захарик од вториот обид го испрати на една страна, топката на друга страна, тоа беше 1:1, 2:1, 2:1 ново влезениот Фабрице Тамба во 76-та минута, 1:2 за Шкендија. Да ревизираме на публиката од Јужна и навивачите од Ја даде поддршката публиката. Ја даде поддршката, си одат разочарани, но повеќе од резултатот, барем тоа е мој впечаток од колку од играта на овој, условно кажано, нов Вардар со многу нови играчи. Продолжува оваа борба и
трката по бодови за опстанок во првата лига. Тоа е тоа, прво пролетно коло Вардар Шкендија, 1:2 на градски во Скопје.